Нова полна мерка за бизнис секторот, особено за делот на малиот и средниот бизнис, кој ќе значи значително олеснување на работата и намалување на трошоците. Со измените и дополнувањата на Законот за архивско работење, кој го усвоивме на влада, ќе се изврши поедноставување на канцелариското и архивското работење за приватните субјекти, односно, прво, физичките лица и правните лица од приватниот сектор со помалку од 50 вработени ќе бидат ослободени од законската обврска за воведување на канцелариско и архивско работење, согласно одредбите од овој закон. Сите физички лица, трговци, поединци, занаетчи, друштва со ограничена одговорност и други правни лица, кои имаат до 49 вработени, во иднина ќе немаат никаква обврска за водење на евиденција, ниту пак да вршат архивирање согласно одредбите на Законот за архивски материјал. Единствена обврска ќе биде да се архивира материјалот кој е од трајна вредност за Република Македонија, науката и културата, при што Државниот архив ќе треба да утврди кои се имателите, а кои документи спаѓаат во приватни архивски материјали кои треба да се архивираат. Тоа е големо олеснување за стотици и илјадници фирми во Македонија. Правните лица со 50 и повеќе вработени ќе имаат обврска да водат единствено основна евиденција. При тоа законот дава можност самите да утврдат која евиденција ќе водат, односно можат наместо деловодник да водат своја евиденција која веќе им е воспоставена, а исто така и основните броеви може да ги утврда самостојно онака како што веќе имаат воспоставено евиденцијата, а не задолжително да ја користат номенклатурата на Државниот архив. Со тоа ќе се воспостави законски основ приватните фирми својата електронска евиденција која веќе имаат воспоставено и која ја водат пред се заради своји потреби, односно за следење на текот на работата, да биде правно релевантна, а не да се оптоваруваат со дополнителна евиденција за чие што водење ќе трошат непотребно ресурси и пари. Трето, со овие измени на Законот за Државниот архив ќе биде оврзан Државниот архив да врши електронско архивирање на архивираниот материјал. Четврто, со овие измени, а како резултат на разговорите со бизнис заедницата, се поедноставува постапката за канцелариско и архивско работење за физичките и правни лица, односно истите се ослободуваат од разни формализми и обврски кои се воведени уште во времето на поранешна Југославија.